Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме. Бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б, и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ден, почитувани дами и господа, уште едно дружење со нашиот автобус и со нашите кандидати. Сите знаете веќе дека ова покретно студио и се снима во двоспратен автобус, специализирано направено за нашата емисија Возење со Вучич. Тука се и нашите патници, а патниците се кандидатите кои чекаат на ред за да учествуваат во нашата емисија. Моментално се возиме на улица Партизанска, одиме низ цело Скопје, а како што ќе одминува времето, ќе почнеме да возиме и на кај поголемите градови низ Македонија, но за тоа малку ќе почекаме, нека помине нова година. Сега за сега Скопје само и со кандидатите од Скопје. И денес имаме интересни кандидати, видете тука се заедно со нас, бидејќи почнуваме за нецели 30 секунди. Почуваме, како што кажав, со емисијата и сега да го представам првиот кандидат, господин Блаже. Здраво, Блаже Ивановски, како е, Блаже? Добро, да речеме. Добро. Ше колку до пензија имаме? Готово сега поднесуваме документи. Ај, нека пукне еден аплауз за новопечениот пензионер. Да си дочекаде и вие. Од Железара, така? Да, целиот работен стаж е во Железара. Ги поздравувам сите колеги, пријатели на 42,5 години. Скоро 43. Браво, Во истата фирма. А кажи ми како што работеше тамо? На едното исто место беше или? Прво бев во Железница, а после бев главен раководител на магазин за издавање горива, мазила и други. Така да директорот вика или фирмата е добра што се држи, или обратно, ти си добра што ја држиш фирмата. Што ја држиш фирмата. А пред колку, кажи ми, пред колку се случува ваша пензијата? Со пензијава? Да. На 9.9 сега. На 9 септември. Да. Па ти си ептен тазе. Ептен тазе, па. Сега пензијата ќе почекаме малку, едно месец и пол, два. Па не би требало доди сега, не е све електронски. Ајде, не те прашам колкава ти е пензијата, колкава е добра е. Па јас мислам да има време да ја трошиме, а сега. Да. Господ како ќе каже, здравјето е најбитно. Тоа е точно. Меѓутоа, имаш ти и внучиња? Имам, да. Па и на нив малце дедо ќе дава?
Па слушај, и сега да... И сега да, ама. Нешто само... Добре, само нека има, нека дава Господа. Така. По риба некако слабо си, ама... Слабо сега, ама добро. Ќе се опоравиме малце. Апсолутно. Сега, не знам, тамо нешто се гради, па тамо некако... Да, нема вода, не знам што е. Да. Кај што си. Добро, се во свое време. Апсолутно. Па сега официјално добро ми дојде во Добре ме квизот најдов. и ќе почнеме сега со музика, малце да се расположиме. Треба. Да. И да пуштиме една многу убава песна. Внимавај, веднаш. За тебе јас сам последња и никад она едина, а срцу мог си светиња и робија. Само за корак или два, опет ми бежиш као пре, мојата суза не стиже и не брише. Ти си мој грех и што ме мање волиш, више волиш. Ти си мој грех кој ми краде уздахе. Ти си мој грех, само због тебе hoću u samoću. Praštam ti sve, jednom se voli, jednom umire. Добро. Сега, предпоставам дека знаеш која е пеачката. Да, Лепа Брена. Лепа Брена. Моето прашање е како се викаше, бидејќи сега е таа солиста, нема група. Со која група почна и работеше толку? Сладки грех. Така е, Сладки грех, еден точен одговор. Благодарам. Забаже. Одлично. Ке си добиеш 5 килограми брашно, а сега одиме со втората игра, а втората игра е Джа или Бу. Од 1 до 7 имаме прашања, ако ги одговориш точно последните 3, ќе си добиеш 3 вредни награди. Веднаш се враќаме. Втората игра, првата кој отпушка Сладки грех, од 1 до 7, како што кажав, внимавај што ќе читам и за да можеш да ми одговориш. Првото прашање, хот дог е сендвич со плескавица или виршла? Со плескавица. Не ми се верува. Хот дог, па со виршла била аплауза. Точен одговор, ако тебе ти се јаде плескавица изгледа моментот. Да застанеме со автобусов негде, имаме милион будки овде. А, Блаже? Пак се заморава. Се зав... Добре, еве од мене имаш една помош од мене. Добро, второто. Харли Дейвидсон е позната марка на моторцикли или трактори? Моторцикли, така е. Трето. Брачната двојка Ивица и Ружица Брчиовски се членови на групата IQ или Ареа? Ареа. Ареа е точен одговор. Браво. Си по спортот? И така. И така. И пак сум за на вода. А, воден спорт. За рифла. 4. Старата дама е прекар на екипата на Рома или на Јувентус? Стара дама. Или како сакаш, Јувентус или Рома? Мислам на Јувентус. И јас мислам на Јувентус. Одлично. Сега, Курјак, Смук и Калча се ликови од филмот Ивкова слава или Зона Замфирова. Која? Повторувам. Курјак, Смук и Калча се ликови од филмов Ивкова слава или Зона Замфирова. Ивкова слава. Ивкова слава е точен одговор. Ете. Шесто. Кој наш град до 1950 година се викаше Царево село, Струмица или Делчево? Мислам дека е Струмица. Јас мислам дека е Делчево. Која пејачка е постара, Тамара Тодевска или Елена Ристевска? Една година се разлика, ама...
мислам дека е прва Тамара. И јас мислам дека е Тамара, 1 година разлика, еден аплауз, браво. Браво, браво, браво. Е сега, Сано, сокови, масло, бисер и толку се, 2 награди се. Сано, сокови, 1 пакет, масло, ајвар правевте, не правевте, само се прашува. А, допрва ќе видим. Ете, бисер масло за домаќинката. Добро е. Одиме со следната игра, а следната игра ти треба да прашуваш, а ја ќе кажувам да или не. Да видиме што ќе биде тоа. Нешто скриено ќе биде, ама што? Веднаш ќе видиме. Јас Се потрудиме? ќе се потрудиме сигурно. Јас ќе го прочитам, а ти нема да го знаеш, меѓутоа ќе те жнееме кон тоа да го погодиш. Мачето во вреќа. Така е. Ајде сега со третата игра. Да видиме. Јас ќе одговарам со да, не, а тебе Да. што ќе ти асоцира, кажи. Почнуваме? Ајде. Дали е предмет? Дали е предмет? Да. Дали е во жива материја? Не е жива материја. Се употребува за домаќинство? Не. Не. Некој ја употребува, Дали се употребува секојдневно? некој ја употребува многу секојдневно, без тоа ништо. Во течно или во тврда? Не е тврда состојба. Тврда состојба. Се ја носи со него или? Ја носи со него. А не е тоа табакера за сега? Не. Не. Продолжи. Исклучиво, може ли да се користи за комуникација, нешто таква работа? Па, што ти кажам, без тоа, тешко дека... Да речеме телефон. Не. Да не е во склоп дел од гардероба? Не е дел од гардероба. Ајде, ја ќе ти помогнам. Делот од човек. Подвижен или А е неходен? предмет. А е предмет. Рака. Рака? Не. Спикер. Водител. Не. Водител? Не. Не. Во телото е, шо бара водителот во телото? Добро. Добро, мислам како фигура. Уште 52 Срце? секунди. Срце не е, ама продолжи. Да. Предмет рековме. Во самиот организам е? Во самиот човек е. Во самиот човек. Се додава. Се додава. Кондори нешто да не се таква работа. Во организмот шо барат кондори. Храна нешто. Храна не. 20 секунди. Да не е за фризура нешто, да не е коса. Не, испод косата е. Косата, кожа. Кожа? Не. Испод косата имаш веги. Да, очи. Испод вегите се очи. Трепки или очи? Не. И еве, ништо не направивме. Сега, кога ќе ти кажам, Нема да значи, верувам. испод косата имаш чело, Да. испод челото имаш веги, испод вегите е носот, Нос. испод носот е устата, а во устата е Јазик. вилица, аплауз еден вемо. А таман биште да речем. Што сакаше ја? Не, за вилица да. А сакаше да кажеш вилица? Да. Требаше да кажеш. Добро сега, тоа е. Добро. Тоа е. Супер. Мене ми е многу забавна оваа Па, игра, исто апсолутно. така. Ама забавно е дека од оваа страна сум и знам што пишува и сега јас некако се правам Апсолутно, важен. нас ми е А да сум па полесно. од друга страна ќе биде многу потешко. Добро е сепак да се учествува. Ете, Може така е, секогаш да се така е. победува. Сега да видиме дали ќе има шанси да се освои некое патување за Грција. Ако не вие, ние можеме тоа да го проследиме на некој од блиската ваша фамилија, така да било како, ама само да се освои. Да се надеваме. Савана е доста дарежлива во тој поглед, така да ај ќе видиме што ќе биде. Веднаш ќе се вратиме, драги.
1, 2 или 3 пликовите се во моите раце. Број 1. Број 1, ајде број 1 да отворам да видиме што пишува. Ова е дефинитивно најтешкото прашање во квизот, но и наградата е окей. Колку години живеел Никола Тесла? Јас ќе ти помогнам. Ќе кажам од 75 до 88, И два пати можеш да одговориш. Мислам дека 79. 79? Да. Не, ајде уште една шанса да ти Нагоре дадам. или надоле? Нагоре или надоле? 76. Не, за жал, ни Не. 79, ни 76. Меѓутоа, живеел 86 Така беше години. нешто. Тука нешто ти се 86 мотало. не. Пак ќе одем на 76, да. Ајде да го поздравиме со еден аплауз. Ете така. Добро беше? Задоволен? Благодарам. Добро. Важно е да се учествуваме. Благодарам многу што дојде, што се возевме, што учествуваше во Баш ми беше нашата драго. емисија. Дали често користиш автобус или со кола? Не, претежно сум со автобус. Претежно си, ама си се возел во... Се возам, посебно ако има нешто за некоја прослава, не дека сега со полицајци на секој чекор. Да, имаш право. Со автобус, а со такси. Така е, така. Така да Најсигурно, а? Најсигурно. Добро. Ќе оплатиме цехот како за свадба. Опасно и ригорозно е. Ригорозно. Ама така и треба, заради тоа што... Мислам дека треба. Затоа што ова е претеризам, што се прави со... Мислам дека во треба. сообраќајов. Да, И да. искрено и за моторџиите зборам, а и за учесниците Да. во сообраќајот кои возат коли. Многу е некако лабаво, како да кажам, од страна на Ќе органите. биде, така да... ќе биде Па постегнат. би требало, сепак совест ако не проработи ништо, џабе е Така све. е, така е. Драги мои, одиме со вториот кандидат, бидете тука, веднаш ќе се вратиме, а сега одиме да поделиме нешто, одиме малку надвор на чист воздух. Еве на, драги мои, пред една продавница која се вика, како се вика продавницата? Продавницата? 4 јули се вика. Добре. А вие сте? Стојан, Столе да те викам, Столе. Ај сега ќе се позариме ли? Јас за тебе подарок, ти за мене подарок. Јас тебе масло за јадење, бисер. Што да ми дадеш? Чекај, ајде да исечеме да видиме дали е благо. И да го пробаме. Инаку ништо. Да правиме. А вие како се викате? И вие тука работите? Ели? Мери, еве за вас исто масло дома. Правите ајбан? Да. Што правите со јаболково сега во раце? Не, И ови со ми кромидор? каже. Он ти даде? Да. Те подмитува? Да. Мало кромиче, мало Да. јаболко. Не, вика за децата. А, за децата, Да. седи се ти, уживај се. Ајде да видиме што си направил ти. Да пробам, а? Луѓе, луѓе, фантастичен бостан. Нема е веќе време, меѓутоа стварно е фантастично. Сега, ја тебе ти дадов масло за јадење. А ти на нас ќе ни исечеш една лубеница да пробуваат сите во автобусот. Може? Ајде, гледај некоја исечи и на кратки, на малечки парчиња. Гледајте колкава ни даде. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен.
побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Poješću sve, kolačićeve, tebi ujna, postaću debela sve. Devojke, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисер во сите маркети блиску до вас. Масло Бисер, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен. Побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Од кога заврши снимањето, уште 2 лубеници заглавне и сите ние баш убаво се изненадаме. Не е она што највише ме зачуди, бидејќи не е времето више за лубеници, беше многу влага лубеницата. И еден посебен поздрав уште, па ја да знаех овака стално ќе се застанувам со цела екипа. Друг пат ве молам да ме носите кај што прават пици. Трет пат кај што прават кебапчиња, четврт пат така натаму. Еве, овдека пола им течат. Како и да е, ние стигнавме до втората кандидатка за денес во емисијата Возење со Вучич и да си ја поздравам Рада Илчова. Здраво, Рада, добро дојде. Како си? Одлично вие. Свежа, убава, овака, нашминкана, дотерана, баш онака како што треба. Па и одморена, сега би завршил одморот. Па, сега ти заврши? Супер. Бевте некаде? Бевме во Грчка. Каде? Во Олимпик Бич. Во Олимпик Бич. И? Одлично, многу го. И времето се погоди, цела недела. Аранжманот цела недела. Малце поцрне, изгледа малку ти е бојата и отидена, ама се сунчеш? Да, обожаваш, а? Добро. Значи сега можеме да почнеме одморена, мозокот 100% ти работи, 100 на саат, да кажем.
Лесни прашања, каде е сопругот, кај врти, кај вози? Моментално тука е се во Скопје, имаше една возија, меѓутоа веќе стигнат и затоа и не е тука како придружба. Друг пат ќе го викнеме него, па ти ќе му бидеш придружба, важи? Ајде, Рада, ние почнеме со нашата емисија. Знам дека си весела жена, знам дека сакаш музика и сега ќе пуштиме едно песниче од самата песна, ќе произлезе едно прашање, тоест првото прашање ќе добиеш масло за јадење за домашна употреба. А маслото е бисер. Почнуваме со песната. Koleničev jas pred nebo Isus dozivo čite Kaži verno libe Koja ljubiš ostane mene Kaži verno libe Koja ljubiš ostane mene Добро. Многу лесно прашање. Песната знаеш. Сум ја слушала, да. Си ја слушала, добро. Името и презимето на пејачката? Мислам дека е Елена. Елена. Елена, а презиме? Елена Велко. Велевска, ај ќе кажам точен одговор и браво, браво. Добро увце, добро. Одлично. Ете го маслото во прави раце кај домаќинката и за салатичка и за се што сакате, за ајварче, за било што. Одиме со второто. А второто е од 1 до 7. Играта се вика Джа или Бу. Ние одиме на кратка Джа пауза, а на Бу се враќаме. Почуваме со второто. Джа или Бу од 1 до 7. Спремна? Ајде. Како гласи множина од човек? Луѓе или човеци? Луѓе. Точен одговор. Како се презива сунгерот Боб? Джакаровски или Панталоновски? Сунгерот Боб. Ете, од публика знаат веќе. Значи, дали е Джакаровски? Изгледа не е. Или е Панталоновски? Под Б? Под Б? Браво, бе! Браво, Радо, браво. 3. Копчињата на женската кошула се наоѓаат на левата или на десната страна, па мора да знаеш. Копчињата на левата? Па на левата страна, еве, гледам ја на левата се. Број 4. Сопругот на Лепа Брена е поранешен фудбалер или тенисер? Тенисер е точен одговор. Слободан Боба Живоиновиќ. Еве го петото за првиот, за првата награда, а ќе си добиеш еден пакет сано сокови, а говориш тачно. Специјалната нега на рацете и ноктите. На рацете се вика маникир или педикир. Значи, специјалната нега на раце, маникир. И што рече? Педикир или маникир? Маникир, педикир. Маникир е точен одговор, од публиката вика да не дофрлуваат од публиката, ве молам. Еве, од мене нека биде тоа. 6. Афродита е сеа за тебе, гледај да го освоиш. Познатиот музички фестивал Сунчане скале се одржава во Будва или во Херцег-Нови? Будва. Не можам да те помогнем сега. Херцег-Нови, Афродита нема. Ајде да видиме бучен козјак, сирење, дали ќе се зема кашкавали, јогурти и сирење. Втор град по големина во Германија е Минхен или Хамбург? Знаеме дека е Берлин најголем. Сега, дали е втор град по големина Минхен или е Хамбург?
Хамбург нека биде. Хамбург е точен одговор и уфлеле. Среќа. Сиренцето за мезенце, откако ќе заврши емисијава, таман ќе дојде и сопругот од работа, направите си салата, исечете си од сиренцето и нека ви текне на возење со Вучич. Благодариме. И да се наздравите у моје име. Така. Може? Благодарам. Добро. Веднаш се враќаме, почнуваме со третата игра. Кој сум, што сум? Па да видиме кој сум, што сум. Инаку да ви кажам дека нашата кандидатка Рада работи као диспечер во која такси? Такси парк. Такси Парк. Парк. Да. Такси парк, да знаете, да се јавувате и кога ќе слушнете гласот, тоа е на Рада гласот. А како повелете, добар ден, како оди тоа? Повелете парк. А, само тоа, Значи, повелете да, повелете парк. Почуваме. Каде сте стационирани? Сега сме во Ново Лисиче, веднаш позади Зегинот. Позади Зегинот. Пато 5 се вози. Добро. Почуваме со играта и ја велам сега. Предмет. Дали е предмет? Не е предмет. Растение. Не. Животно. Не. Сака да ме збуниш, на брзина цак. Професија. Професија, да, може. Има тука во Македонија доста. Ја има во Македонија, ја има секаде. Има секаде, добро. Секаде, има на цел свет. Распространета е. Со диплома? Високо образование или? Не мора да значи. Не мора да значи. Може и со средно да биде. Работат со... Работи. Сум работа. 24 сати работи тоа. Не може 24 сати да работи. Во мантила? Не. Униформа? Заши на Друга? доктора, Не е униформа. Спортист? Не. За храна нешто поврзано? Со храната? Не. Уште колку е? Со мојата една професија? минута. Како? Со мојата професија нека. Со твојата професија? На некој начин. Ти си Возач, поврзана со машки или телефон. женска? Како? Машка професија или женска? И тоа. Сега те збунив? Сниматели? Сниматели? Сниматели ви ги дигаат акциите. Еден аплауз за снимателите, ве молам. Мори мајко. Диспечери, сниматели, продавачи. Ти од твојата диспечери, 10, 9, Продавачи. 8. Продавачи не се. Шофери. Шофери е точен одговор. Шофери или шофер. На нула отиде. Значи На нула. погодено. Погодено е, на нула отиде. Браво. Сега ја за ова ќе ти дадам две награди. Ќе ти ја дадам и Афродита што не ја освои и да видам што друго има, а што и една кошула преубава мак джинс за тебе. Ала ви? Може? Може. Добро. Супер одговорено, одлично. Ја тука се вртам, кај професиите, горе-доле. Можам да кажам и Марсовец, па нема да го погодиме. Ама вака е полесно. Одиме сега со четвртата игра, тука нема помагање, тука треба знаење, малку се тешки прашањата, но наградата е стварно убава. Сега нема да те праќам во Олимпик Бич, ама на многу поубаво место. Савана само тоа дава. Почнуваме. 1, 2 или 3? Двојка. Да видиме каква ти е среќата со број 2. Може би го знаеш?
Може би не го знаеш. Во кој град се наоѓа седиштето на Светската здравствена организација? Да ти помогнам, во Европа е. Градот не смеам да го кажам. Државата уште помалку. Седиште на Светската здравствена организација. Има Лондон? толку... Како? Лондон? Не. Уште една ще давам шанса. Има толку организации што стварно ја не можам да ги запамтам. Од фудбалските, од FIFA, која вамо, која тамо, ама горе-доле тука се во држави, од Италија, од Австрија, од Франција, да, Лондон што рече, ама има разни други тамо, Германија, Западна Европа е дефинитивно. Размисли и немаме тајмер, времето не очукува, наградата е таа што е, трема, рацете. Парк повелете? Да, една кола до Ѓорче. Зафатени сме, се извинувам. Добро, ќе дојде нашиот автобус, ќе ве земе. Што ти... Ми спамет, што ти... Причо овие Белгија, тоа е да мислам. Белгија? Ама кои градови се сега? Сега, не те места за Белгија да биде или нешто. Битен ми е градот, а државата не е толку. Седиштето на Светската здравствена организација се наоѓа во Ајде уште малку, затоа што немаме веќе време. Испотрошивме 2 минути на ова. Кажи уште еден град, еве Лондон не е. Кај ти оди паметот? На кој град? Многу ги има, секако. Цирих? Цирих не е, ама толку беше близку. Има едно преубаво езеро, тамо сум бил да пеам за наши иселеници во Македонија. Женевско езеро е во Женева во Женева, еден аплауз ве молам. А од Цирих нема ни 100 километра. Нема. Многу близко беше. Што да правам сега? Сакав, ама не смеам, ова никако не смеам да го. Затоа што се големи наградите и кога се договаравме, само ми кажа, Драган, те молам, наградите ги даваме од се срце, меѓутоа прашањето да не биде воопшто лесно. Затоа е тоа. Јас ти се заблагодарувам многу. Фала ти многу, поздрав домче, па го чекам сопруга да дојде, а тебе да те видам, тамо негде позади да се возиме и повторно ќе се дружиме. Драги мои, толку беше од нас. Ве поздравувам, се гледаме во следната емисија, вие гледајте Еден ТВ и нашето шоу и воопшто целата програма на најбрзо растечката телевизија во Македонија во моментот. Ве сакаме, сите ние, чао и пријатно. Чао, чао.